Ожалостен татко го бара телото на својот син. Мајка го оплакува своето дете. Жена претепана и клоцана на тротоар на 8 јануари. Невооружена жена, претепана на улица. Ова се само неколку од видеата што го избегнаа речиси целосното затемнување на интернетот во Иран, призори од бруталното задушување на демонстрантите. Дури и најконзервативните проценки велат дека бројот на жртви е повеќе од 6100, но се проценува дека се десетици илјади. Иранските власти ја негираат одговорноста, обвинувајќи ги за убиствата така наречените бунтовници и терористи за кои тврдат дека биле поддржани од САД и Израел. Но сведоците и видеата раскажуваат поинаква приказна. Радио Фарда на Радио Слободна Европа собра десетици сведоштва од иранци кои опишуваат ужасни сцени на насилство на улиците. پسرم مش فوت کرده، تیر خورده، دختر خاله حاملش فوت کرده. Немирите започнаа на 28 декември, предизвикани од зголемената инфлација и падот на валутата. За неколку дена демонстрациите се проширија низ целата земја, прераснувајќи во отворени протести против естаблишментот. Тие кулминираа на 8 и 9 јануари. Ова е гневот на народот. Тогаш владата го исклучи интернетот додека репресијата се интензивираше. ببین هر کس در این مدت دستگیر شده حتما مجرمه چون در صحنه بوده. Сега улиците се смирија. Се проценува дека се уапсени околу 42.000 луѓе. Дали е завршено? Дали државата успеа да ги задуши протестите? За сега можеби, но меѓународните тензии пораснаа. За време на немирите, американскиот претседател Доналд Трамп предупреди на воена акција доколку бидат убиени демонстранти. Не следеа напади, а протестите во голема мера стивнаа, но заканата не исчезна. Соединетите држави разместија носачни авиони и борбени авиони заедно со илјадници војници на Блискиот Исток, зголемувајќи ја можноста за воена акција. این میتونه یک پیامی باشه به ایران طبیعتا اینکه ما آماده هستیم، امکانات ما آماده است. احتمالش خیلی زیاد هست با توجه به تحرکاتی که در منطقه در جریان هست. Како што покажува овој билборд во Техеран, Иран јавно изрази пркос, предупредувајќи на одмазда за каков бил американски удар. Зад сцената, Трамп вели дека Техеран постојано се обраќал за да преговара за договор. Белата куќа вели дека е отворена за дипломатија, но не ја исклучи можноста од употреба на сила.